Разговараме со Кристина Атовска, македонска новинарка која е и авторка на документарниот филм за војната во Украина, Приспивни сирени, што премиерно се прикажа на 28-то издание на интернационалниот филмски фестивал Palm Beach во Флорида САД. Вие сте тука во Соединетите држави, но 28-то издание на фестивалот во Palm Beach не се одржа како што беше најавен. Што се случи за црвениот килим да се замени со виртуелно прикажување на селектираните филмови? За жал, на половина пат до овде организаторите на фестивалот не известија дека скрининзите ќе мора да одат онлайн, како што ни кажа, поради проблеми кои ги имале со киносалата. Има Q&A, воркшопи, работилници, панели, сето тоа се случува, но сепак овде секак и се дружиме со останатите филммејкери кои дојдоа, но сепак неизбежно е малку разочарувањето за тоа што се случи со фестивалот и за неможноста практично да одиме во кино, но можеби тоа и нема да остане така до крајот на фестивалот, бидејќи поголем дел од барем од американските филмаџи и веќе најдоа киносали, па можно е и половина фестивал повторно да продолжи во кино или бар нашите светски премиери сепак да завршат во киносалите. Приспивни сирени го раскажува вашето патешествие на почетокот од војната во Украина, во Лавив, Киев, Ирпин, Буџа и Харков. Како стигнавте до идејата за документарен филм од таму? Уште пред поаѓањето мое во Украина знаев дека прво и основно си да знаеме дека ние новинарите снимаме многу повеќе отколку што имаме простор на ТВ каналите да го прикажеме тој материјал. Сепак се работи за војна, очекувано беше дека ќе имам толку многу материјали и толку многу приказни, така што идејата за документарен филм постои од самиот почеток, уште пред да тргнам за Украина. Дополнителен фактор е и тоа што навистина имам многу грозоморни снимки, например од Буча, од тие грозоморни настани таму, од масовната гробница и секако тоа не е многу прикладно да се пушти на телевизија во време во кое што гледаат и деца. Мора се ние и како новинари да се грижиме и за тој дел. Моето прво пристигнување во Украина, мојата екипа одовде работи на симнување, на селектирање, на обработка на тој материјал, така што можам да кажам дека документарниот филм се изработува буквално од моментот од кога стапнав во Украина. Досега филмот има освоено 8 награди. Што значат за вас овие признанија? Многу, можам да кажам навистина многу. 8 светски награди и тоа се буквално од секој континент на планетата, така што не може да не ни значат. За мене и за мојот тим овие награди се една огромна мотивација и инспирација да продолжиме и понатаму да работиме. Се уште Сайран Лалабајс не добил домашна награда, но еве се надеваме дека до крајот на годината и тоа ќе се случи, но во секој случај и тоа што сме овде, и тоа што филмот, како што кажав, тоа сега освои 8 награди, уште 11 други селекции, за нас е навистина многу инспиративно. Кристина, еден ден војната во Украина секако дека ќе заврши. Која вашата порака што сакате да ја пренесете до јавноста преку вашиот филм? Неколку пораки има внатре во филмот со оглед на фактот дека филмот е концентриран на цивилите, на луѓето кои ја донесоа свесно одлуката да останат и да живеат под бомби. Од тие луѓе јас лично сум најмногу импресионирана, токму затоа во најголем дел филмот е токму за нив, за оние кои за мене представуваат символ на отпор, на издржливост, на неоткажување, така што главната порака меѓу сите оние кои сакавме да ги пренесеме во филмот е токму пораката за неоткажување. Како што кажав, и јас и мојот тим бевме најмногу фасцинирани од луѓето кои свесно донеле таква одлука да останат и да не дозволат
некој да им каже дека нивниот живот нема да изгледа нормално во нивниот град, така што ставајќи го фокусот на филмот токму на таквиот тип на луѓе или на однесување или на чувства е токму она што не доведе и до самата порака на филмот, пораката за неоткажување, пораката за истрајност и на крајот сакам секако да кажам и да пренесам дека буквално секоја војна се победува со неоткажување. Не само војна физички, туку и сите војни кои ги водиме во животот, единствениот фактор кој зависи дали ќе го пребродиме тоа или дали ќе добиеме таа војна, метафорички како сакате кажете го, зависи исклучиво од тоа дали ќе се откажеме или не. Така што ова е филм за неоткажување и филм за надеж. Тоа е пораката која што јас и мојот тим сакавме да ја испратиме со овој филм. Ви благодарам на разговорот.